Да, ова е разговорот кој што следува, за кој што ќе ви препорачам да станете пред вашите екрани, затоа што има навистина многу интересни детали кои што ќе ги откриеме. Кажав дека Францускиот институт во Скопје има навистина многу активности кои што ги реализираше, кои што допрва треба да се реализират, особено почнувајќи од септември, а за сето тоа утрово разговараме со нашите гости, веќе пристигнати удобно сместени во студиото 3 на Македонската телевизија. Добро утро и добре дојде велам за Емануел Рембер, директор на Францускиот институт во Скопје. Бонжур. Добро утро. Добро утро. И се разбира, веќе многу добро го знаете, Бранко Чованов, аташе за култура. Добро утро и добре ни дојдовте. Ви благодарам, добро утро и се така од моја страна. Кажав, јас во најавата има навистина многу за што да се разговара, особено за сите оние нови идни активности кои што следуваат. Меѓутоа, на почетокот од овој разговор, јас би сакала да се задржам на она кое што се случуваше во јуни оваа година. Тоа е интересниот потфат, односно 10-дневниот марш од Битола до Солун. За што точно станува збор, како помена овој марш? Ah oui, c'était une très belle aventure. C'était 10 jours de marche et 10 nuits avec un ami macédonien qui est un guide de montagne qui habite Bitola, qui s'appelle Petar Nolev. Et j'avais un ami historien français qui était avec moi, Emmanuel Hecht, et nous avions aussi un cheval et un mulet pour pouvoir transporter tous les bagages. Да, тоа беше навистина една многу убава авантура која што траеше 10 дена, но и се разбира 10 ноќи. Заедно со мене имаше еден македонски водич кој што е господинот Петар Нолев, тој е во Битола. Исто така имавме со нас и еден пријател, историчар, господинот Емануел Ешт, и воедно имавме една мазга и еден коњ кој што не придружува и ни ги носеа сите работи кои што беа неопходни за тој 10-дневен марш. Et c'était surtout un hommage que je voulais rendre aux soldats de la Première Guerre mondiale sur le Front d'Orient, qu'on appelle les poilus du Front d'Orient, qui sont un petit peu les oubliés de la Première Guerre mondiale. J'avais beaucoup lu sur ce Front d'Orient et il fallait, après cela, ajouter la chose vue à la chose lue. Да, тоа беше еден мој начин, на некој начин да им одадам омаж на сите оние војници од Првата светска војна, односно од тој така наречен Македонски фронт, кој што на некој начин беа заборавените војни од Првата светска војна. Јас се разбира на таа тема имав многу прочитано и после она се што го имате прочитано, треба на некој начин тоа што тие го направили или тоа што тие го изоделе, на некој начин и вие да го доживеете. Et je peux vous dire, c'était très éprouvant. Nous avons craint, avant de partir en voyage, nous redoutions éventuellement des loups, les chiens sauvages, ou même de rencontrer un ours. Et la vraie menace est venue du ciel. Nous avons eu des orages tous les jours. И можам да кажам дека беше така една доста тешка експедиција, затоа што пред да тргнеме, оно што најмногу се плашевме, тоа беа дивите животни. Можеби се плашевме да не сретнеме некакви диви кучиња, можеби волци, можеби некаква мечка, но во суштина првата закана дојде од небото и ние секој ден, речиси, во текот на тој марш имавме невреме и дожд. Et nous avons pris ces orages et ces tremblements comme un souvenir de mémoire et de la guerre. И ние целото тоа невреме го доживеавме како спомен од таа војна и како некаков знак. И сега, ајде за она што ќе се случува во септември и октомври. Веќе за септември е закажан почетокот на курсевите по француски, отварањето на франкофонското каче на филолошкиот факултет во Скопје, а веќе во октомври недели на француско вино и гастрономија со гости од Франција настани, кои што ветуваат многу во секој случај. Alors, effectivement, c'est un moment très important de l'année, c'est la rentrée, c'est le moment du renouveau, du renouvellement. Et nous avons un programme très dense à l'Institut français pour septembre et octobre. Tout d'abord, je voudrais signaler la rentrée pour les cours de français à l'Institut. Les inscriptions peuvent se faire jusqu'au 15 septembre. Il faut se dépêcher, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ensuite, nous allons avoir l'ouverture d'un centre de réussite universitaire francophone au sein de l'université Cyril Les Méthodes. Nous avons une excellente coopération avec la faculté de philologie, et je voudrais le souligner ici. Et début octobre, nous aurons 2 semaines qui seront consacrées au vin,
au vin et à la littérature. Deux grands spécialistes français des vins vont venir ici déguster les excellents vins de Macédoine. Да, почетокот на школската година е на некој начин е многу важен момент во годината, крајот на летниот одмор и се разбира тој еден момент на обнова, на возобновување. Во тој контекст пред се би сакал да кажам дека тоа е исто така почеток на курсевите по француски јазик во францускиот институт, дека тоа исто така еден многу важен момент. Уписите се некаде до 15 септември и ги поканувам сите да дојдат, да се запишат и што побрзо тоа да го направат, затоа што се разбира има доста интерес. Веднаш потоа, кон крајот на септември, ќе го имаме отварањето на нешто што се нарекува Центар за универзитетски успех, центар кој што се отвара при Филолошкиот факултет во Скопје и кој што е на некој начин резултат на огромната соработка на Универзитетот Свети Кирил и Методиј, кој што би сакал исто така во оваа прилика многу силно да му заблагодарам за целата таа соработка и целата таа поддршка. Значи, соработка со Универзитетската агенција за франкофонија, а веднаш после тоа, на почетокот на октомври, ние ќе имаме 2 недели посветени на виното, во рамките на кои и на гастрономијата се разбира, во рамките на кои ќе дојдат двајца француски експерти, кои што се многу познати, и тие ќе дојдат и ќе ги пробаат исто така македонските вина. Во таа прилика ние ќе говориме значи за се она што значи вино, гастрономија, но и книжевност, и сето тоа се разбира во тоа вака убави мигови. И сега, ја споминавте книжевноста, никако ова прашање го чував никако како за на крајот на разговорот, меѓутоа сега ми се наметна самиот одговор на гостинот. Автор сте на 4 дела. Дали може би во моментов има мисли, размисли кои што чека да бидат ставени на тој бел лист хартија да му се даде живот? Нещо ново, дали се создава? Alors, c'est vrai, vous êtes bien informé, j'ai cette manie de l'écriture. Да, навистина вие сте добро информирани, затоа што ја негувам таа манија на пишување. J'ai toujours un carnet et un stylo sur moi et je prends des notes au jour le jour. Секогаш имам со мене некаков нотест и пенкало во кој што пишувам и секој ден постојано некакви забелешки внесувам во тој нотест. Et j'ai bien envie de décrire sur ce récit de voyage que nous évoquions plus tôt, c'est-à-dire cette longue marche de 10 jours et 10 nuits entre Bitola et Thessalonique. Јас се разбира сум воден од една силна желба да напишам некаков расказ за тоа 10-дневно патување што го доживеавме нели помеѓу Битола и Солун, за кој што пред малку говорев. Et enfin, mais avec une approche sans doute très littéraire, j'ai une fascination pour les miels de Macédoine. J'ai goûté ici, je continue de goûter des miels exceptionnels de Berovo, de Kruševo, du lac de Prespa, et j'ai envie d'écrire sur le miel. Да, и јас имам во себе една фасцинација, но од книжевен аспект кон македонскиот мед. Во Македонија имам голема силна желба да пишувам на таа тема. Во Македонија имам пробавно на вистина исклучителни медови, независно дали тоа било мед од Берово, мед од Крушево или од Преспанското езеро, и ме води една силна желба да напишам нешто околу тоа. Јас ќе додадам Беровскиот е најубав мед. Je vais rajouter le miel de Berovo est le meilleur. Тоа е мој лично мислење. Vous venez de Berovo, j'imagine. Дали може би доаѓате или сте по потекло од Берова? Не сум, од Скопје сум, меѓутоа Беровскиот мед барем според мене е еден од најубавите. Je suis de Skopje, mais le miel de Berovo, je pense que c'est le meilleur. Ah, très bien, très bien. Сега, ајде околу она што ќе се случува во ноември и декември, веќе за ноември е закажан семинарот на тема како да се пишува историја, а во декември навистина интересен настан, изложба на фотографии на Надар, познат фотограф од крајот на 19-тиот век. Alors, effectivement, l'Institut français existe ici à Skopje depuis longtemps. Nous sommes très sollicités pour beaucoup de coopération, et diriger un institut, c'est choisir. Mais là, les grands événements de novembre seront un séminaire sur le thème de écrire l'histoire, avec des spécialistes historiens francophones de toute la région.
Да, во секој случај Францускиот институт е институција која што постои од многу одамна и многу партнери доаѓаат кај нас, не бараат да реализираме некаква заедничка соработка, но секако водењето на еден француски институт што се однесува до мене, значи преспостава во себе дека се прават некакви избори и во тој контекст, например, ние одбравме да го организираме тој семинар на тема историја, на кој што би сакал да напоменам дека ќе учествуваат историчари франкофони, не само од Франција, туку и од целиот регион. Et nous aurons en décembre, en collaboration avec le musée que l'on appelle la Petite Gare, une très grande exposition d'un grand photographe français qui s'appelle Nadar, un photographe du 19e siècle, qui était contemporain de Delacroix et de Baudelaire, qui a photographié toutes les plus grandes figures artistiques françaises du 19e siècle. Et ce sera une très belle et très grande exposition. Да, и ние на почетокот на декември, како резултат на една многу убава соработка со Националната галерија, односно посебно со културниот центар Мала Станица, ќе имаме навистина една прекрасна изложба на фотографии на еден од најголемите француски фотографи од крајот на 19-тиот век, Надар, кој што бил современик на Делакроа, на Бодлер и кој што ги фотографирал, ги портретирал сите оние најголеми уметници што работеле во неговото време, така да тоа ќе биде навистина една прекрасна, една многу убава изложба. Nadar est le photographe français qui fait rentrer la France dans la modernité que Baudelaire n'aimait pas beaucoup d'ailleurs. Il craignait que l'arrivée de la photographie fasse disparaître les grands peintres. Baudelaire, ce type extrêmement intelligent, s'était trompé. Да, во секој случај, значи, Надар е еден голем фотограф кој што на некој начин го наговесто и прави да француската уметничка сцена влегува во модерноста. Модерноста во која пак неговиот современик Бодлер не веруваше, тој не веруваше во фотографијата како медиум, затоа што сметаше дека со појавата на фотографијата ќе исчезнат големите сликари. Бодлер, кој што е вака една огромна интелектуална фигура, во конкретната прилика се излажа. Во секој случај, активности, настани, изложби кои што не се добре дојдени за македонската публика. Некаде кон крајот нови разговор ќе морам да ве прашам и за нашата убава сончева Македонија. Верувам дека не е само медот кој што освојува и остава позитивно мислење за нашата земја. Ако не се лажам, од минатата година септември 2017 е во Македонија и како овие денови од оваа година ги поминувате тука? Што има оваа сончева Македонија? Сте патувале многу, сте биле во многу земји. Што се разликува од сите тие останати места? C'était une année très intense de découvertes, de beaucoup de rencontres. Qu'est-ce qui fait que ce pays est différent? Moi, je viens de Normandie, donc du bord de mer, et ici, c'est un pays enclavé, comme vous savez. Il n'y a pas de mer, mais je découvre la beauté des lacs. Да, тоа беше една многу интензивна година во кој што на некој начин имав многу откритија, имав исто така многу средби. Што е тоа што ја прави оваа земја малку различна? Јас доаѓам од Нормандија. И како што знаете, тоа е еден француски регион кој што е отворен кон морето, за разлика од Македонија, нели, која е од сите страни на некој начин обкружена, но оно што го откривам тука, тоа е убавината на езерата. Et j'ai découvert au cours d'autres marches que celle entre Bitola et Thessalonique, ce qu'on appelle les yeux du Pélistère, et c'était des moments de ravissement. Исто така, во едни други мигови, не само во текот на тој марш помеѓу Битола и Солун, во рамките на еден друг марш, јас ги имам откриено очите на Пелистер и тоа беше на вистина за мене еден момент на воодушевување. За сите оние останати активности, идни проекти, планови кои што ќе ги имате, тука сме како медиум, како редакција, утринската редакција е тука да информира за сето она кое што го работите и ќе го работите. Се разбира, кога ги споменавте веќе и курсевите на
на почетокот од септември. Чувајте едно место, официјално доаѓам, пошто вам вучам француски јазик. Vous êtes la bienvenue, благодарам. Благодарам, вие сте секако добре дојдена и повиката. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето и на одвоеното време за сите оние информации кои што утрово ги споделивте заедно со нас.